почитуван заменик министер, прво што би сакал да истакнам е тоа дека веројатно е еден од ретките закони токму овој кој што заслужува да носи со себе европско знаменце, заради тоа што поучени од финансиската криза во претходниот период, од праксата на земјите членки на Европската Унија, еве и ние прифаќаме, односно се обидуваме да воведеме едно ново решение, еден нов начин на работење преку контрола во делот на финансиите, што е од особена важност, особено сега во овие ситуации за било која држава, па така и за Република Македонија. Реков дека неодамнешната глобална финансиска криза ја откри потребата од макропрудентен пристап во анализата на финансискиот систем, односно формирањето на една конзистентна макропрудентна политика. Тоа подразбира преглед и надзор на финансискиот систем во целина, бидејќи се покажа дека значителен дел од системските ризици произлегуваат од самиот систем, без оглед на ризиците и стабилноста на отделните финансиски институции. Па според тоа, следењето на системските ризици е клучно за прецизно идентификување на процесот на нивната акумулација и реалната опасност од нивната материализација, што ги надополнува алатките на една класична супервизија. Понатаму, формулирањето на макропрудентната политика подразбира нов институционален и технички аспект на политиките на управување со капиталот и ликвидносниот ризик во домашните финансиски системи, што возможува спречување, ублажување или избегнување на системски ризици и заекнување на отпорност на системот на финансиски шокови. Од макроекономска гледна точка треба да се издвојат неколку основни заклучоци во однос на европската регулаторна реформа, ова за кое што почетокот само напоменав. Значаен дел од системските ризици произлегуваат од самиот систем, без оглед на ризиците и стабилноста на поединечните финансиски институции, за разлика од периодот пред кризата, кога регулаторите користеа различни инструменти по своја дискреција, значи со една голема слобода во работењето. Новите регулативи го усогласуваат и до некаде го автоматизираат сето ова. Се въведуваат надзорни мерки, како што се ограничување за исплата на добивката, што произлегува од проценката на макропрудентните ризици, идентификувањето на системскиот ризик, значи и одредување на неговата природа, структура или циклична локација, сегмент од системот во кој што таа се развива. И префиксот макро, би сакал да напоменам дека означува дека политиките или процедурите се однесуваат на финансиските системи како целина или на важни делови од нив, а не на поединечни финансиски институции. Од друга страна, супервизорските или регулаторните политики за поединечни финансиски институции се нарекуваат макропрудентни политики. Ова особено го напоменувам затоа што треба на јавноста да и го доближиме сето ова, затоа што ова е ситуација во која што се соочуваме, ако ништо друго, барем со нови термини кои што се непознати во пошироката јавност. И предпазливоста е уште еден термин кој што вклучува планирање, додека предпазливите политики се однесуваат на активности кои промовираат добра практика и го ограничуваат преземањето на ризик. Со други зборови, макропрудентните политики треба да им помогнат на сите да бидат внимателни во однос на ризиците кои можат да станат системски, односно ризици поврзани со целата област на финансиите, особено кај нас, ако се знае структурата на самиот финансиски систем, кои се најмногу изложени на сите тие ризици. Сега што се однесува до самиот закон кој што е предложен од страна на владата, значи според постојните законски решенија со кои се регулира работењето на финансискиот систем, надлежните органи немаат законски мандат за преземање на макропрудентни политики. Таква е, за жал, ситуацијата кај нас.
односно макропрудентни мерки, заради спречување, намалување или отстранување на системските ризици во одделни сегменти од финансискиот систем или во финансискиот систем во целина. Ќе напомнам дека во 2009 година Министерството за финансии и Народната банка подпишаа меморандум за соработка за одржување на финансиската стабилност и управување со финансиската криза, а веќе во 2020 година по препорака на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд, сега доаѓаме до клучниот фактор кој што ни помогнал во целата ова работа, односно во потребата од носење на овој закон. Значи, тој беше договор заменет со нов меморандум за соработка заради одржување на финансиската стабилност. Во законот се предвидени формирање на комитети и подкомитети. Доколку ги објаснам сега за поблиску, да ги доближам до јавноста, тоа ќе ми одземе време кое што за жал мене ми истекува од оно што му е дадено. Но ќе напоменам дека структурата на финансискиот пазар во Република Македонија од аспект на учесниците на пазарот се карактеризира со изразена доминација на банкарскиот сектор, оно што на почетокот го кажав. И според ова дека Народната банка на Република Македонија како супервизор на банките е де факто одговорна за макропрудентна политика, но без законски мандат, освен за утврдување заштитни слоеви на капиталот на системски значени банки, она што на почетокот го кажував. Околу целите начелата не би зборувал, би се задржал само на членот 20 од законот утврдување на финансиската криза, каде што во ставот е наверено дека доколку Народната банка или Министерството оцени дека постојат сериозни проблеми кај една или повеќе банки или финансиски институции во друг сегмент од финансискиот систем или други состојби во економијата кои што ја нарушуваат или можат да доведат до сериозно нарушување на финансиската стабилност, гувернерот на Народната банка и министерот за финансии веднаш писмено се известуваат меѓусебно, пошто владата носи одлука за прогласување на финансиска криза. И тука доаѓаме до клучот на сето ова, а тоа е дека токму владата на СДСМ на ДУИ треба да одлучува за финансиската криза како осведочени работници или неработници, кој како сака да го земе, во кој што јавноста, односно изразен дел голем од народот, баш и нема доверба. Ќе напоменам дека добро е што се носи закон за финансиска стабилност, ама при тоа ние сме во ситуација да позаимуваме 900 милиони евра. И тоа е прилично нелогично со оглед на екстремно високото задолжение кое што по тој основ би го имала Република Македонија. И исто така 300 милиони евра од девизите резерви се потрошени за да се покрие неспособноста на менеджментот на РЕК Битола и на целиот енергетски систем во Република Македонија. И оттаму не сум убеден, односно воопшто не сум убеден дека владата би можела во најден начин да се справи со сите овие работи, заради тоа што токму таа е генератор на финансискиот ризик и финансиската нестабилност и финансиската изложеност на целата држава. Не само на системот финансиски, не само на сегментите, туку на целата држава. Пред нас е изгласувањето на ребалансот на буџетот, кој што согласно со законот кој што ќе влезе за буџет, ќе имаме колизија на самиот закон и на овој закон за финансиските правила. Не би навлегувал во останатите сектори во државата, каде што исто така би требало да се повнимава околу трошењето на средствата и создавањето на ризици, особено во земјоделството. Не е само банкарскиот систем тој кој што би можел да биде изложен на ризици, туку и земјоделскиот сектор. Но за тоа
во следната прилика кога ќе дојде расправата за ребалансот на буџетот. Ви благодарам.